Верските навики во исхраната варираат значително дури и меѓу припадниците на иста вера. Многу верски навики во исхраната се одредени пред стотици или илјадници години. И затоа толкувањето на начинот на исхрана со растот на популацијата се менувал со времето за да се излезе во пресрет на што поголем број верници. А тоа кој може подобро да го знае од професионалците во оваа област. Одговорите ги бараме во едно од најпопуларните кулинарски шоуа, каде што ќе разберем со Никола. Здраво, живо. И Марк. Здраво. Како си гај нас? Добар, супер. Вие денеска ќе ни готвите еден муслиманска традиционална храна и еден христијанска традиционална храна. Што ќе готвиме? Ние што ги готвиме, имаме убавов намирници, имаме кускус, обожавам кускус. Пред јадење, главно јадење, десерт, кускус. Се кускус. Во све, се кускус. Да, Никола? точно. Јас некако православно свинското месо, имаме свински бут, имаме компир, имаме лисното тесто, комбинација со малку зеленчук, ќе направиме една потрадиционална тава. Ајде да почнеме. Што треба да се внимава кога се готви муслиманска храна? Мусулманска храна се знае. Свинско месо, алкохол, нема. Никаде. Ни се тоа ни мрсното, ни све што до свинското и се заборев, желатин. Така се кажува, желатин, и желатин да. исто. Од желатин се знае од коската од свинското месо не се потребува. На све това треба да се пази. На тоа ќе внимаваме. Сега на друго, па да. Никола, има некоја посебна процедура кога се готви христијанска храна, што треба да се внимава? Христијанската е некако најотворена за сите. Сите е кујни и може да влезат во христијанската кујна. Токму така, освен само кога е постна. Тогаш мора да се внимава на млечни производи, на јајца и на месо, знаеме дека не се конзумираат. Некој конзумира, зависи какви се постите, некој знае да пости и без риба и без масло, тогаш се јаде, се знае што. Зеленчуци, ориз варен само во вода, тестенини без зејтин, има доста јадење. Никола, во Марк спомна дека во она што е муслиманска храна, алкохолот е комплетно исклучен. Токму така, халалот и кошарот се работи кои што не се конзумира таму, знаеме, свинско месо, се конзумира само преживари, значи тоа се јагнешко, тоа е шовчо и говедско месо и птица. Знаеме ние дека и во храмовите се користи алкохол, кога идеме на венчавка, нели, се конзумира алкохол, да, се дава. Ние користиме доста алкохол, затоа се денешка во нашето јадење. Ќе става малку и црвено вино, убаво ќе испари алкохолот, ќе испари од виното, ќе останат само шекерите и ќе има вкусна грози, тавата ќе биде многу убава. Во ред. Марк, си готвел специјална храна за потреба на некои високи представници на муслиманите? Имав прилика, знаеш, во Белгија јас работев за државата, освен за владата, кој имав не делегации и се тоа кога дојдоа, специфични кога беа муслимани и све тоа, се правише јадењето по правилата. Имав и до мене, имав неколку пати што требаше за евреи еден рабин со мене или еден имам што беше тука и што прегледуваше што правев, да биде точно како они сакаат и како да биде во правилата од исламската вера или по еврејската вера. Да. Не смеја да се направат? Не смее. Имав уште појќе и уште потешко, имав една група што беа попови, што беа рабин и како да кажам имам. На истата маса. Три различни јадења. Тешко, многу тешка задача. Што беше убаво, секој си го имаше помошници, што беа, имаше други, доаѓа во кујна, беа со мене и секој си правеше устуга на својата вера. Никој не се мешаше ни ништо. Ма беа на истата маса и јадеа заедно. Тоа беше најубаво. Така е. Никола, си готвел ти за представници на муслимани или представници на Моската православна црква? Имам готвено, имам доста готвено. Имате специфични барања, да речеме? Малце се строги околу постовите кога се ние обичните луѓе, овие кои што се по црквите и по големите христијани што велиме ние, знаат поразлично малце се хранат од нас и е навистина тешко, мора да се внимава доколку оваа даска се сечело претходно месо, не смее сега да се сече месо, заради тоа што знаеме дека она упила или ред други работи, маснотија, ножот кој се користи за постна храна, да мора да се користи само за постна храна. Јас во ресторан каде што работам, ние тоа си го почитуваме, имаме делови, ножеви
и даски кои што ги користиме само по кошар стандарди, поради тоа што во хотелот често пати се случува да имаме израелци гости кои што бараат таква храна. Тоа сега да ја прашам, колку македонските кувари внимаваат на тој момент на подготовка на храната кога некој муслиман ќе му побара храна поготвена по халал систем или православен кој ќе дојде ќе рече сакам посно, ама да вистина посно. Се внимава ли кај нас? Се внимава. Значи колку што е ресторанот и објектот професионален, толку се готвачите професионални, така да мора да се внимава, тоа сепак се работи останува довербата. Токму така, ја што велам, гледа горниот, нели, мора да се внимава со храната. Ние готвачите знаеме по касап да работиме, касапот е широко зафатен по сите кујни, иначе халалот сега се полага сертификати се зимаат, ја го имам сертификатот за халал и можам слободно да работам по халал, заради тоа што имам документ. Не значи дека само муслимани може да бидат. Не, нема правила. Нема правила. Ја имам сертификат по халал, иначе објектот не работи по халал стандарди. Ние можеме да ги услужиме гостите кои што ја бараат таа кујна, иначе во Скопје има веќе доста објекти кои што имаат халал сертификат, ама знаеме дека таму свинско месо не се употребува за готвење. Околу тоа внимавањето во рестораните, твојата перцепција за тоа куварите внимаваат ли доволно? Јас сигурен сум, да. Само доверба, навистина не можеме да ја упатиме. Не може да влезат во кујната да видат како ќе се подготвува? Да, ти кажам сега, да. Кога беше мешани вери, имав луѓе што беа тука за да контролират. Сега во рестораните, сега во рестораните сигурен сум оти не се прави това, сега останува на довербата во готвачот. Ма сигурен сум секој готвач како доктор има правила и не може да избега од тоа. Ако избега од тоа, више извините, мене не више готвач што треба да работи како готвач. Нека прави нешто друго, ако сака да ги лажи луѓето. Јас некаде видов дека вие сте дел од некоја иницијатива за некаков меѓурелигијски готвач. Токму така, ние... Што е тоа? Ние имаме наша асоциација на професионални готвачи, значи асоциацијата ни се вика Macedonian Multi-Ethnic Culinary Chefs. Сакаме ние во нашето здружение асоциација да примеме готвачи од сите вери, од сите националности. Тоа ни е целта, прво ќе ни биде придобивка за нас, второ да можеме ние да си ги споделиме нашето знаење меѓу себе и да научиме нешто ново. И нешто што е комбинација од муслиманска христијанска храна како мултирелигијски. Ете точно, така како кажува Никола, ние сме мултиетник, вистина се мешаме, не кажам не се мешаме, сме отворени на сите вери, на сите луѓе, исти сме, кога готвиме, сме исти, сме шефови и шефови уживаме во јадењето што го правиме. Да сме мусулмани, да сме православни, да сме католици, да сме евреи. Готвењето нема граници и сме внатре со љубов и готвиме секој ден. Тоа е. Завршивме, направивме кускус. Кускус на три врсти, на три начини, можеме да кажеме така. Приготвен по рецепти на муслиманска храна. Да, точно. И традиционална христијанска храна, подготвивме една тава убава со свинско месо, со бутот свинско месо, убава комбинација со зеленчуци, прво на тава, потоа во рерна. Имаме една салата и два врсти на десерт и лиснато тесто со комбинација со чоколаден пудинг.